Затворен американски авион, убиен француски војник во Ирак. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има друго ново во светот и дома. По протестната блокада што вчера се одржа пред Министерството за животна средина и просторно планирање, институцијата најави дека ќе организира јавна расправа за постапката за обновување на интегрираната дозвола за цементарницата Титан-Усие. На расправата ќе бидат поканети сите засегнати страни, вклучително и представниците на граѓанските организации, иницијативи и стручната јавност. Активисти и граѓани вчера пред Министерството организираа символична јавна расправа со порака дека внимателно го следат процесот за новата дозвола и дека ќе бараат поголема транспарентност во постапката што ќе ги одреди условите за работата на фабриката во наредните години. Синоќ ја избегнат голем пожар во Кочани. Во кочанското село Мојанци, само брзата интервенција на пожарникарите спречила експлозија од огромни размери. Околу 20 часот и 30 минути избил пожар на инсталацијата од системот за пренос на метан во локалната пречистителна станица за отпадни води. Според пишувањето на порталот Гласно МК, огнот зафатил дел од цевките на системот, сериозно заканувајќи се да се прошири кон главниот резервоар. На местото на настанот веднаш пристигнале екипи на територијалната противпожарна единица Кочани, поддржани од доброволци. Ангажирани биле и 4 противпожарни возила и 8 професионални пожарникари. Во гаснењето помогнале и членовите на доброволното противпожарно друштво Кочани. Пожарот бил локализиран на време, со што е причината само материјална штета. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски одржа работна средба со директорот и представници на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и со представници на инфлуенсерите и креаторите на дигитални содржини, со цел отворање диалог околу состојбите со регулирањето на работењето во овој сектор, а во врска со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На средбата беше нагласено дека Министерството внимателно ги следи реакциите и ставовите на дигиталните креатори и дека процесот на креирање политики во оваа област ќе се води преку транспарентни консултации со сите засегнати страни. Целта е да се обезбеди современа и балансирана регулатива, која ќе го поддржи развојот на дигиталната економија и креативните индустрии, при тоа почитувајќи ја во целост регулативата на Европската Унија по ова прашање. Ке се испитува мостот на Вардар кај Издуње. Од Автомотосојузот на Македонија известуваат дека денеска, 13 март, се до 12 часот, ќе се врши испитување на мостот на реката Вардар кај селото Здуње, на државниот пат А2 Гостивар-Кичево. Во тој период, сообраќајот ќе се одвива според воспоставен времен режим, со можни кратки прекини. Во останатиот дел од државата, сообраќајот се одвива непречено и по суви коловози. Еве ги вестите од светот. Американски воен авион се урна во Ирак. Започната е спасувачка операција. Американската централна команда извести за пат на воен авион во Ирак и за започнување спасувачка акција. Според соопштението, станува збор за авион за дополнување гориво, кој е изгубен во сојузничкиот воздушен простор за време на операцијата со кодно име Epic Fury. Во инцидентот учествувале два авиона. Едниот се урнал на подрачјето на западен Ирак, додека другиот успел безбедно да слета, потврди американската војска. Двата авиона веројатно биле интензивно вклучени во операцијата во Иран. Десетици луѓе се повредени, повеќето од нив полесно, во напад со балистичка ракета врз северниот израелски град Занзибар во текот на ноќта. Ракетата погодила во близина на 4 куќи, предизвикувајќи сериозна штета на една од нив и неколку автомобили. Според израелските власти, 58 лица се повредени, повеќето од скршено стакло, додека 34 годишна жена е потешко повредена. Меѓу повредените кои беа однесени во болници за прва помош имаше и 27 деца. Нови силни експлозии го потресоа Дубај изутринава, а густ црн чад покри делови од финансискиот кварт на градот по пожарот во индустријска зона, соопштија локалните власти. Службата за медиуми на владата на Дубај соопшти на социјалните мрежи дека инцидентот се случил откако фрагменти од пресретната ракета паднале врз зграда во центарот на градот. Никој не е повреден во инцидентот.
Сирени се слушнале рано утрово во турската воздухопловна база, клучен локалитет на НАТО, каде што се стационирани американски војници во близина на југоисточниот град Адана. Инцидентот се случува 4 дена откако воздушната одбрана на НАТО собори балистичка ракета во турскиот воздушен простор лансирана од Иран, втора за 5 дена. Жителите на Адана, која се наоѓа на 10 километри од базата, беа разбудени околу 3 часот и 25 минути наутро по локално време од сирени кои ечеа околу 5 минути. Неколку луѓе објавија снимки од мобилен телефон на социјалните мрежи, на кои се гледа светлечки објект како лета на небото, за кој шпекулираа дека би можело да биде ракета што се движи кон воздухопловната база. За Трамп војната е завршена, само Иран уште не знае. Доналд Трамп најави нови американски напади врз Иран, предупредувајќи дека треба да се внимава што ќе се случи со тие пореметени гадови, како што ги нарече. Трамп постојано нагласуваше дека САД ја добиваат војната и дека воените ресурси на Иран се значително намалени од почетокот на конфликтот. Во објава на Truth Social напиша дека за него е голема чест да ги убие, осврнувајќи се на членовите на иранскиот режим. Додека танкерите горат во Персискиот залив, војната се шири низ регионот, а цената на нафтата се движи над $100 за барел. Станува се појасно дека Блискиот исток е потопен во опасен хаос, што започна со нападот на САД и Израел врз Иран. И додека Иран целосно ги изненади САД, американскиот претседател Доналд Трамп вели дека Америка го победи Иран. Иронично, американски танкер беше запален кратко време по изјавата на Трамп, што сугерира дека очигледно никој во Техеран не ја добил пораката дека војната веќе е завршена. САД дава зелено светло за продажба на руска нафта. САД издадоа втора дозвола купувачите да преземат руски пратки со нафта што веќе се на море, проширувајќи го привременото изземање од минатата недела што важеше само за Индија, во обид да се намали притисокот врз цените додека војната на Блискиот исток продолжува. Американската влада презеде повеќе чекори за да ги ублажи нагло растичките цени на суровата нафта и горивата. Разгледувани се и други идеи, од интервенции на фјучерс пазарите до можно привремено укинување на повеќе од 1 век стар закон според кој американски бродови мора да се користат за транспорт на стока меѓу американските пристаништа. Француски војник е убиен, а неколку се ранети при напад во Ирак, соопшти денеска францускиот претседател Емануел Макрон. Во пост објавен на својот профил преку социјалната мрежа X, Макрон посочува дека инцидентот се случил при напад извршен врз француските сили, ангажирани во Ирак, за разбивање на екстремистичката група Исламска држава, уште позната како Даеш. Претходно, француското министерство за одбрана соопшти за 6 француски војници повредени во напад со дрон, додека вршеле обука на ирачки сили за борба против тероризмот. Напад врз синагога во Мичиген. Братот на ливанскиот напаѓач и други роднини беа убиени во израелски бомбашки напади. Министерството за внатрешна безбедност на САД го идентификуваше вооружениот напаѓач кој вчера изврши напад врз синагога во Мичиген како 41 годишен Ајман Мохамед Газали, ливанско-американски државјанин. Тој работел во локален ресторан. Дента на нападот го возел својот автомобил полн со експлозив во градинката на синагогата Темпл Израел, додека внатре биле 140 деца. Обезбедувањето на синагогата веднаш реагирало, отворајќи оган и запирајќи го напаѓачот пред да изврши смртоносен напад. Газали бил пронајден мртов во неговиот автомобил, кој се запалил и бил целосно уништен. Хрватска, Албанија и Косово само чекаат можност да нападнат, вели српскиот претседател Александар Вучик. Тој потврди дека Србија има хиперсонични балистички ракети воздух-земја, тврдејќи дека нема намера да нападне никого, но изрази загриженост дека во иднина Србија би можела да биде цел на напад од наводниот воен сојуз на Хрватска, Албанија и Косово. Се подготвуваме за нивниот напад. Тие формираат сојуз за тие да не нападнат. Тие чекаат моментот што ќе се случи во иднина кога ќе избувне голем конфликт меѓу Европа и Русија на Блискиот исток. Сето ова го правиме за да се одбраниме. Тие чекаат хаос во светот за да им се даде можност, рече Вучик. И за крај метео.
И денес ни предстои топол и сончев ден со температура до 20 степени. Од сабота следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, а претежно во попладневните часови ќе има повремени локални врнежи од дожд. Дневната температура од вторник ќе биде во опаѓање. Погледнавте вести, благодарам на довербата, ќе се видиме уште еднаш во 15:30.